Добар ден, криптоентузијасти. Ова е уште едно од видеата кои што ќе бидат дел од нашата плейлиста за истражување на коини и токени. Како што знаете и сами, ова е плейлиста која што само започнавме да ја правиме, нешто слично на оној голем проект кој што го имавме со категории на крипто, коини и токени, каде што прво ве запознавме со генералната ситуација за тоа каков тип на категории постојат. Додека во ова втор блок на, да речем, голем проект кој што го правиме, ќе ве запознаеме со, да речем, најдобрите проекти кои што ние мислиме дека навистина заслужуваат да бидат обработени и спомнати во нашиот канал. Со тоа што, нели, ова е на некој начин наше мислење, нормално вие треба да направите истражување сами за тоа што вас ви се допаѓа. Главната идеја е да ги искористиме, значи, овие 6 точки кои што ги представивме за вас во првото видео, каде што направивме пример за истражување на Ethereum и при тоа во оваа ситуација ќе ги примениме истите тие 6 точки на сите овие нови проекти кои што ги истражуваме за вас и на тој начин фактички, нели, ќе може да се запознаете со тоа што се може да најдете на пазарот, но повторно, ова се проекти кои што се апсолутни шампиони во своите категории. Така да, значи, ќе кажам уште еднаш, оние кои што ги гледале нашите видеа за категории, може да видат и, нели, за кои проекти станува збор, значи буквално ги земаме топ најдобрите проекти кои што ние мислиме дека навистина имаат многу солидна примена и многу солиден потенцијал во следниот bull market. Со тоа што, нели, како и секогаш започнуваме со апликација и практична примена на коинот, значи зошто истиот е моментално толку битен и толку, да речем, корисен и незаменлив на пазарот. Значи, самиот Космос Атом, главната причина за која што постои, за која што е направен, е да практично стане Internet of Blockchains. Односно, да биде комуникацијата помеѓу различни проекти и блокчейни во криптосферата. Сега, за да можеме да го објасниме тоа, че јас прво ќе ви објаснам како изгледа самиот интернет, за понатаму да ви објаснам која би била разликата помеѓу интернет и Internet of Blockchains. Значи, ова е еден канал кој што навистина го почитувам, има доста добра, да речем, тематика, добра структура и многу интересни видеа. Значи, на истиот канал моментално најдов нешто што не може да го најдам нигде како слика, за да можам да ви објаснам која е разликата, па затоа ова е малку крадено, ако може да видите и сами, но како и да е. Значи, битно е да можам да ви објаснам што станува збор. Значи, како што знаете и сами, интернетот е уствари неколку централизирани сервери на интернет, кои што практично ние ги користиме со цел да се поврземе помеѓу себе. Така да, значи, во оваа ситуација, значи, интернетот не е воопшто не е децентрализиран и, значи, практично ние само користиме сервер кој што ги, да речем, ги чита нашите информации и ни дава да ги прочитаме информациите од другите корисници на интернетот. Додека за разлика од тоа, значи, кај интернетот на блокчейни, кој што се уште не е воспоставен нормално, знаеме и сами дека секој сам по себе блокчейн како технологија не може да се конектира со другите блокчейни затоа што не се компатабилни. Така, значи не може да комуницираат помеѓу себе. И сега, во вториот слайд, значи ќе ви објаснам како моментално се гради тоа, но идејата на Атом е да најде начин во кој што преку него сите овие блокчейни ќе може да комуницираат во однос на трансферирање на дата и трансферирање на вредност, односно токени и коини. Така. Сега, доброто во тоа е што самиот консензус, значи самиот начин на кој што Атом функционира, е направен така да немаме централизирани играчи кои што ќе ја држат моќта на овој нов интернет во своји раце. Значи, овдека доколку серверот одлучи да ви исклучи или да го исклучи интернетот, нема да има никој. Додека во оваа ситуација, значи самата конекција помеѓу блокчейните, Атом ја овозможува, но не ја контролира. Тоа е многу добра работа и тоа е идејата на Web 3, односно оној момент кога веќе се префрламе од Web 2, овој централизиран интернет, кон Web 3, децентрализиран интернет во кој што секој има еднакви права и нема, иако имаме провайдери на самиот интернет, тоа не значи дека истите ќе имаат централизирана моќ. Сега, до сега знаете и сами, дека самите блокчейни помеѓу себе мораат да градат посебни бриџови, кои што како такви се технологија за само два блокчейни, кои што ги поврзуваат, со цел да може да трансферираат помеѓу себе дата, значи податоци, и во оваа ситуација да трансферираат value, што е многу побитно, односно вредност, да трансферираат коин, капитал. Сега, за да изградите, например, помеѓу Ethereum и Bitcoin, вие мора да направите посебна технологија на овој мост,
кој што ќе биде исклучиво за овие два. Значи истиот тој бридж не може да го премени сега на пример за Ethereum и Cardano или Ethereum и Polkadot. Значи тој еден бридж е технологија која што исклучиво е направена за да трансферира податоци и капитал помеѓу Ethereum и Bitcoin. Додека за разлика од тоа, Atom развива таков тип посебна мрежа која што секој од овие посебни блокчейни без разлика каков тип на технологија се ќе бидат конектирани кон него како хаб и истите фактички ќе можат помеѓу себе да трансферираат податоци и вредност преку Atom. Значи овие врски кои што Atom моментално ги создава, а сите блокчейни се нарекуваат зони, значи Atom треба да биде хаб, односно она хаб и zones уствари е изразот доаѓа од тркало. Значи знаете едно тркало да речеме на велосипед. Значи самото тркало е поврзано со оние спици помеѓу себе. Сега, тие конекции, спиците, уствари е конекциите кои што ги воспоставуваат зоните, односно крајот на самите спици, со центарот, односно хабот, или централната, сега не се сеќавам како се викаше, значи централната единица на тркалото, која што уствари представува хаб или представува космос. Чисто да знаете, да не се збуните доколку некоја сретнете во поимите при истражување на космос, тоа представува хаб и zones. Значи zones се блокчейните, различните проекти, а хаб представува Atom како централен проект кој што ги поврзува. Сега. Значи овака би изгледало тоа. Значи гледате како тркало на велосипед. Со тоа што значи идејата е сега он има еден посебен начин на поврзување кој што практично покажува, значи тоа е идејата на hubs and zones, со тоа што он има повеќе леери, меѓу кои првата и најбитна во оваа ситуација ние како уствари ги поврзува преку IBC, односно ова во превод би било, само момент, значи Inter-Blockchain Communication Protocol, или ова е фактички протокол кој што служи за комуникација помеѓу различни блокчейни. Со тоа што истиот има, значи ако сте огледале моето прво Космос видео, тоа веќе го објасниме, но ќе го објасниме повторно, затоа што е многу битно да разберете. Затоа и го прави толку уникатен овој проект, затоа што ниту еден друг проект нема ништо слично на ова. Значи кога станува збор за, значи ова е многу слично на Polkadot на еден начин, но не толку, сега ќе ви објаснам зошто. Значи тоа е многу битно, ќе разговараме малку подоцна кога ќе разговараме за негови компетитори. Значи доколку станува збор за проекти кои што се наоѓаат на самиот космос екосистем, во таа ситуација имаме размена на токени, значи знаете и дата и токени, но токените и размената на вредноста е најбитниот момент кога станува збор за комуникација помеѓу екосистеми, затоа што и во денешно време, знаете и сами, многу повеќе сме загрижени за трансферот на капитал отколку трансфер на основни податоци. Иако и нели капитал во оваа ситуација би бил трансфер на податоци, но генерално главната и основна цел е трансферот на капитал. Со тоа што многу добра идеја е направена, да ако се изградени двата блокчейни на Космос Atom, тогаш нема никаков проблем затоа што овој IBC протокол е вграден во нивниот екосистем, во нивниот блокчейн технологија. Со тоа што многу интересно е направено, многу просто. Значи, ако вие сте да речем блокчейн B, добра не е ни битно, сега ќе ги земеме пример, да речеме дека на Космос се направени Cardano и Ethereum, така. Значи, идејата за префрлање на овие токени на оваа страна и да бидат користени на новиот блокчейн е тоа што преку комуникација на двата блокчейни првиот пред да ги предаде овие токени ги заклучува. Така. И сега овие да речем 15 Cardano токена се заклучени на Cardano блокчейнот, а истите Ethereum ги минта како ERC20 во оваа ситуација токени, но ќе бидат исто така Cardano. Што значи дека вие ќе имате сега Cardano 15 токени на Ethereum мрежата, во Ethereum wallet-от, кој што може да ги користите на било кој, да речем, било која потреба која што имате на Ethereum блокчейн. Се разбираме? Со тоа што во моментот кога ќе одлучите дека сакате да ја вратите оваа вредност назад, значи во оваа ситуација блокчейнот, значи во случајов Ethereum, ќе ги изгори овие токени, затоа што се практично токени кои што навистина се уште постојат само на Cardano мрежата, а истите ќе бидат отклучени на Cardano мрежата. Значи идејата е дека вие фактички користите копија од вашите токени на новиот блокчейн. Со тоа што, значи кога вие имате бридж, тој бридж навистина возможува транспорт на самиот капитал од еден на друг блокчейн. Додека кога имате во оваа ситуација, значи овој тип на комуникација IBC, вие фактички не ги трансферирате токените. Значи капиталот останува на Cardano, но копија од истиот може да користите на Ethereum.
Значи идејата е дека фактички вие капиталот се уште не го преместувате од Cardano на Ethereum, туку само користите копија од истиот затоа што преку Космос, преку самиот IBC, двата блокчейна веруваат еден на друг. Значи Космос ја овозможува таа врска во која што двата блокчейна може да комуницираат и да веруваат еден на друг дека едниот ќе ги заклучи, за другиот да ви овозможи да имате ново изминтани токени на неговиот блокчейн, што е доста добра работа, со тоа што разликата е во тоа што истиот нели го возможува тоа и кога станува збор за коини и токени кои што не се изминтани на самиот Космос. Во таа ситуација се користат овие пек зони, кои што иако е сега тоа многу сложено, значи ако ја покажам како изгледа е премногу сложено, идејата е дека го возможува истиот овој принцип и за блокчейни надвор од сопствениот блокчейн. Така да во оваа ситуација, доколку сакате Ethereum да користите на блокчейн мрежата, значи фактички вие Атом како средина во целата оваа ситуација ќе го земе, значи практично ќе го префрли ова како податоци, затоа што Атом е оној кој што ги поврзува двата блокчейна преку податоци, дата, за тоа што уствари се случува. Дека вие фактички сакате од Ethereum мрежата да заклучите еден дел, да речеме, пример, 5 Ethereum и истите да бидат изминтани на блокчейн мрежа каде што ќе може да ги користите. Значи, иако, во оваа ситуација сега тоа не е толку едноставно како што јас го кажувам, но идејата е таа. Значи, фактички Атом е онаа врска на сигурност која што на двата блокчейна им дава со сигурност дека на едниот ќе бидат заклучени токените, за на другиот да бидат изминтани да може да ги користите и обратно, кога треба да бидат изгорени, кога вие практично ќе ги отклучите на основниот блокчейн од каде што и потекнуваат самите коини и токени. Така. Значи тоа е многу добра работа која што во случајов е незаменлива. Може би има неколку коини протоколи кои што сакаат ова да го направат, но сега моментално најбитната работа во оваа ситуација е тоа што Атом ова му е основната задача. Може би постојат некои други блокчейн проекти кои што го имаат тоа како, да речем, дополнение на својата технологија, но Атом се занимава исклучиво со ова. Значи неговата идеја е буквално да стане интернет на блокчейн. И ова е начинот на кој што сака тоа да го направи. Со тоа што дополнително, значи многу интересна работа е тоа што истиот го поседува Cosmos SDK. Тоа е исто така дел од овие апликации кои што може да ги поседувате. И сега, ова е поврзано, значи, со вториот дел, каде што треба да разговараме дали истиот има конкуренција. Значи, да, има конкуренција, главен компетитор во оваа ситуација е Polkadot. Но, прво, да се разбереме една работа. Polkadot самиот по себе, сега за сега, представува затворен интернет на проекти кои што се изградени на Polkadot Relay Chain. Ако сте го гледале кај мене видеото за Polkadot, кога објаснувам зошто го имам во сопственото портфолио, значи може да се вратите доколку не да го најдете, тоа е во плейлистата на работа на тимот, каде што објаснуваме зошто посетуваме Polkadot. Значи, идејата е дека Polkadot самиот по себе, представам само да ви покажам како тоа изгледа. Значи, доколку Polkadot Relay Chain, значи идејата е дека Polkadot самиот по себе представува затворен круг на проекти кои што се изградени на Polkadot. Значи, овие проекти, кои што се поврзани преку Polkadot, кои што е Layer 0 солуција и се интероперабилни. Тоа што моментално сака да го овозможи Космос, но на многу поголемо скалило помеѓу сите различни блокчейни. Со тоа што дополнително интересна работа за оние проекти кои што се градат на самиот Космос, дека истиот им го дава овој SDK, што уствари во превод, само да ја кажам точно како значи. Само момент. Практично значи Software Development Kit, што е уствари на некој начин апликација на Космос која што ви овозможува сами да направите свој проект. Сега, тоа е уствари една интересна работа која што е разлика помеѓу Polkadot и Космос, каде што имате многу поголема слобода на Космос да направите свој проект, затоа што знаете и сами Космос е смарт контракт, исто како Polkadot, каде што двата на некој начин се занимаваат со истиот проблем. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи идејата на Космос е да направи Bridge Hub, кој што Космос ќе биде централниот проект кој што ќе ги поврзува сите други преку овој значи самиот модел за кој што разговаравме, односно IBC. Додека Polkadot самиот по себе, како што кажавме, е буквално shared модел, каде што вие фактички го градите вашиот, значи во Космос вие не мора да го имате изградено вашиот блокчейн на Космос смарт контракт платформата. Додека во Polkadot
сега за сега, Zero Solution, односно Zero Layer, важи само за оние кои што го имаат изградено својот проект на Polkadot врз основа на Polkadot смарт контрактите. Додека во Космос, како што рековме, значи вие може да бидете на Ethereum блокчейн смарт контракт или на Cardano блокчейн смарт контракт, каде што Космос вас само ви нуди конекција со другите блокчейни. А додека на Polkadot сите се практично изградени врз основа на истата технологија. Сега, тоа е архитектурата сега моментално што објаснивме. Governance во оваа ситуација не е толку многу битен, затоа што тоа е веќе, нели, тоа е секој блокчейн сам по себе си има своја видна governance структура, тоа е веќе ако навистина навлезете и навистина сте сериозен инвеститор, тоа ќе треба да се занимавате и со governance структурата во однос на гласање на тоа како треба понатаму да се движи проектот самиот по себе. Значи тоа е интересна работа затоа што governance многу пати покажува дали станува збор за централизиран или децентрализиран проект, во однос на тоа колку повеќе може самите инвеститори да бидат вклучени во одлучувањето, толку по-децентрализиран е самиот проект, но за тоа потоа сега, нели, моментално се разговараме за тоа дали има реален компетитор. Scalability. Сега, тука е интересната работа со scalability, каде што значи дел од scalability е како може да изградите проект. Кај Polkadot, значи вие сте ограничени во однос на тоа што може само за Polkadot смарт контракт структура да ви даде. Затоа што во оваа ситуација вие сте ограничени со тоа што може Polkadot да го даде, но сте ограничени во Polkadot самиот екосистем. Значи овие 1 милион трансакции per секонд од сега за сега е само на парачените помеѓу себе, но не и надвор од Polkadot. Додека за разлика од тоа, сето оно што Космос го прави за генерален интернет надвор од својот блокчейн, значи за сите продукти. И дополнително овдека се надоврзуваме со оно што го спомнав, односно SDK или тоа беше, рековме, Software Development Kit, кој што самиот по себе дополнително, значи го има развиено Космос и го нуди на сите оние кои што сакаат да развиваат на сопствениот смарт контракт, каде што вие буквално само користите делови од овој Software Development Kit во однос на тоа што вие сакате да направите. Значи не сте ограничени, ова е само ви го овозможува Космос со цел да може да изградите свој блокчейн врз основа на самиот Космос. И, нели, апгрейд нормално за двата се нормално можни со сами форкс кои што понатаму ги прават, каде што уствари ќе разговараме малку повеќе за самиот roadmap на Космос понатаму, но генерално, значи во овој момент, иако не постои, да речем, како што беше претходно, група на проекти кои што се обидуваат да направат интернет на блокчейни, значи Космос е апсолутен шампион. И ако би постоел, Космос ќе биде апсолутен шампион како Chainlink. Со тоа што гледате колку е интересна работа. Значи зошто овие се два, да речем, проекти кои што навистина сакам да ги имам во моето портфолио. Chainlink ви дава конекција со реалниот свет, оно што го разговаравме во претходното видео, додека Космос ви дава конекција помеѓу сите останати блокчейни. Со тоа што со овие две, фактички вие ако ги поседувате овие токени, поседувате дел од структурата која што понатаму ќе овозможи комуникација помеѓу блокчейните и комуникација на блокчейните со надворешниот свет, што е клучно. Се разбираме? Значи клучно е затоа што без овие два вие фактички сте само еден изолиран екосистем на, да речем, блокчейни кој што може да комуницира само помеѓу себе. Ситуацијата со Polkadot. Не велам дека Polkadot е лоше, јас поседувам многу Polkadot, многу повеќе од Космос, че Космос моментално се уште нема купено, но нели е план да акумулираме кога ќе го оформиме биткоиното, но идејата е дека Космос е инфраструктура која што понатаму ќе овозможи на сите блокчейни да комуницираат помеѓу себе со податоци и капитал, како што рековме. Сега, дали има апликации во реалниот свет кои што може да го замена? Не. Значи вие не може сега за сега да изгради, барем до сега не постои, да речем некој да изгради некаков тип на софтвер или хардвер кој што ќе може да ја овозможи оваа конекција, значи се уште не постои такво нешто, барем јас не сум го нашол. Доколку некој најде, ќе ве замолам, значи во коментар оставете, затоа што сите сигурно ќе сакаат да знаат доколку такво нешто постои, затоа што јас се уште го немам најдено. Сега, roadmap и во кој стадиум моментално се наоѓаме, да. Значи мојот асистент сака да каже здраво. Здраво, техничарот мој. Значи, моментално се наоѓаме во ситуација на многу развиен roadmap, затоа што истиот како проект сега веќе ова е поврзано со зрелост на пазарот. Значи, самиот по себе постои од 2017 година, сега ќе ви кажам точно.
овека 2019, но 2017 сигурно затоа што сидинг раундот кој што го најдов за нив прв е во 2017 година и како таков, значи главниот девелопмент го има правено во текот на 2020-2021 и нели 22, каде што можеме да видиме ова е досегашниот Cosmos Roadmap за тоа што има направено. Значи гледаме дека има многу апгрейди направено. Техничарот денеска е посебно заинтересиран во овој проект. Гледате, дури и мојот техничар е заинтересиран во овој проект. Значи, гледате, имаме направено многу апгрейди во текот на 2021, 2022, се тоа може да го проверите на нивната страна. Значи, Cosmos Hub, само запишете и ќе ја најдете нивната страна, каде што ова е roadmap и гледате, од лева страна на самите подточки може да најдете каде е roadmap и поред да прочитате точно што има направено до сега, со тоа што пак ќе напоменам дека станува збор за многу технички поими, значи ќе гледам да се задржиме на оно што може секој дневен човек да го разбере, повторно без навреда, значи јас многу од овие не ги разберам со оглед на фактот дека повеќето е програмски јазик кој што ние треба на вистина да бидеме завлезени во програмскиот дел од овие проекти за да можеме точно да го разбереме. И затоа, значи, гледам дека на вистина има голема активност, со тоа што веќе има најавено голема активност, ова се форкови. Значи, гледате, ова се грчки букви, да не речем цигански, значи, ро, ламда, ако не се лажам, ама мислам дека сум управо, со тоа што секоја од нив представува форк со кој што ќе се надгради Атом или Космос блокчейнот со следните, како што може да видите, значи надградби и гледате има многу, со тоа што значи јас пак ќе кажам ќе се задржам на она што е главно во оваа ситуација, че гледате дури до Q3, ова е третата четвртина од 2023 година, каде што веќе имаме до третата четвртина следни надградби кои што треба да се случат на овој проект. Така да имаме активен roadmap кој што гледаме дека постојано се развива и гледаме дека нели развивањето не престанало во текот на сите овие години до сега, што е многу добар знак, значи рековме, мораме да имаме активен, значи не само да има roadmap, туку да биде и активен. И гледаме дека досега имаме постојано барем по еден апгрейд во да речем четвртина во досегашните години, така да тоа е многу битно и тоа гледаме дека го имаме во оваа ситуација. Е сега, зрелост на пазарот. Значи пак ќе напоменам во однос на тоа дека ние го имаме како чарт, значи официјално, да, добро, може да имаме seeding раунд што 2017-2018 година, но официјално гледам дека и самиот trading view chart започнува од 2019 година. Тоа е момент кој што јас не го видов до сега, очигледно не сум го запазил. Но како и да е, од 2019 година повторно зборуваме за 3 години активно тргуван проект кој што нели очигледно има доста вредност доколку 3 години се уште е во топ 25 до топ 30 продукти. Е сега, следна интересна работа, многу е заинтересирана за проектот. Значи. Следна интересна работа која што најдов е многу битно, значи во однос на Atom 2.0, каде што се обидуваат да го надградат целиот Atom систем. И сега интересно е тоа што јас значи овдека ќе го сумирам она што го најдов овдека, значи моментално се прават преговори. Проблемот што е со овој проект кој што јас лично го најдов. Има голема инфлација, истиот нема total supply. Значи ова е малку подосна за која што треба да разговараме, но сега ќе го спомнам со оглед на фактот дека е битно во вашата одлука дали би сакале да учествувате во овој проект, со тоа што значи зборуваме за roadmap и зборуваме зошто Atom 2.0 е битен во однос на вашата одлука дали би сакале да го имате овој коин или не. Значи овој коин во однос на тоа каква е неговата вредност и дали може да биде заменив или не, моментално е незаменив. Но една работа што не ми се допаѓа е тоа што нема total supply. Значи истиот нема како другите проекти за кои што разговаравме, максимум supply или total supply на кој што нема да оди. Значи истиот постојано се произведува и поради оваа причина истиот има голема инфлација. Односно неговата инфлација, само да ви покажам моментално, не, го имавме на овде. Неговата инфлација моментално е 14,3%. Е сега, како е ова поврзано со Atom 2.0? Значи, проблемот е што они се свесни дека ваков тип на инфлација е многу лош. И доколку не ги стейкате вашите Atom токени, а се наоѓаме во bear market, вие губите на годишно ниво околу 14%, односно како ќе се движи самата инфлација, во однос 14% на годишно ниво од нивната вредност. Тоа значи дека имаме 14% просечно ново произведени токени секоја година, затоа што ова се токени кои што се, коини, со оглед на фактот дека е смарт контракт во форма, значи коини
кои што сами по себе се дава на валидаторите, односно во оваа ситуација, значи затоа што имаме нодови, како награда за одржување на мрежата, како и на оние кои што ги стейкаат своите атом коини токени. И да напоменам, че атом коините, токените, коини може да бидат стейкани и на hard wallet, каде што јас значи би го правел тоа доколку би ги имал, понатаму кога ги купам, но тоа е многу добра работа затоа што самиот Atom блокчейн ви дозволува да ги стейкате дури и од вашиот cold wallet со нели основната staking rewards кој што ги има, така да тоа е начин на кој што може да ја задржите вредноста, да не ја губат во текот на, да речем, времето кое што ги поседувате, се додека не одлучите да ги продадете кога нивната цена ќе се зголеми во текот на bull маркетот. Сега, како е ова поврзано со оваа надградба на Atom 2.0? Значи, проблемот е што они се обидуваат, значи тоа е најглавниот проблем кој што моментално се обидуваат да го решат, значи иако овие надградби кои што ги гледавме се однесуваат на нивниот структурен дел во подобрување на овој интернет кој што ќе го возможуваат помеѓу блокчейните. Главниот проблем кој што моментално се обидуваат да го надминат со Atom 2.0 е да најдат начин како да ја намалат инфлацијата. За да ја намалат инфлацијата, истите мора да најдат солуција како што е на пример burn механизамот на Ethereum или burn механизамот да речем на Binance, или има многу различни да речем механизми, но највеќе се користи овој burn механизам со цел да го намалат саплајот на произведените токени, на постоечките токени, за овие ново произведени да не реагираат многу на цената. Со тоа што со Atom 2.0 моментално е предложено, че ова е негде околу октомври, но истото е сега за сега одбиено, да се изминтаат 5 милиона токени, кои што доколку погледнеме овдека не е голема сума, значи на 292 милиона, 5 милиона не е голема сума, кои што треба да бидат дадени во, значи не да бидат изминтани и поделени, туку да бидат дадени во нивниот трежери и да бидат на некој начин награда за оние кои што ќе истражуваат и ќе најдат начин како да го променат Атом за да стане помалку инфлационен. Така да ова е на некој начин да се инсентивизираат луѓе кои што би програмирале и би нашли и истите би нашли солуција како да го решат овој проблем. Така да тоа е интересно, но истото е одбиено и сега моментално се уште се разговара, че ова е исто така уште еден доказ дека станува збор за децентрализиран чейн, каде што гледате, значи самите оние кои што ги поседуваат овие токени, валидатори и слично, значи изгласале дека не им се допаѓа тој значи ваквиот предлог, значи тоа покажува дека станува збор за активна заедница. Доколку не е активна заедница, значи истото до сега ќе поминало и немаше да има никакви проблеми, но на некој начин мене тоа ми покажува дека гледате, значи луѓето кои што поседуваат Атом навистина се вложени во governance, значи во одлучување и истите кажуваат значи каква е ситуацијата. Гледате, че моментално имаме се уште на некој начин разговори помеѓу самите членови кои што се уште одлучуваат што ќе се прави со цел да се намали самиот ишуенс на нови токени на Атом и на тој начин да се реши некако ситуацијата со оваа инфлација која што имаме, која што е доста висока за овој коин. Значи пак ќе кажам, ова е многу битна работа која што треба да имате во превид кога финансирате во еден коин, без разлика колку е неговата незаменлива вредност како продукт на пазарот, на крајот од денот ваков тип на инфлација може многу да ја намали неговата вредност кога би го имале во сопственото портфолио, но повторно ја затоа на пример сакам да го додадам на моето портфолио кога ќе бидеме блиску до самиот bull маркет, значи или што може поблиску до самиот bull маркет, каде што се очекува дека неговата вредност ќе порасне, така да инфлацијата нема да има голем удел со новопроизведените токени кога имаме раст на цената поради самиот bull маркет. Така да тоа ми е идејата. Сега, значи да видиме до каде сме со за roadmap, ова беше Atom 2.0 за кој што разговаравме, може да го видите самиот roadmap доколку имате повеќе познавања од да речем програмирање во однос на блокчейн, каде што може повторно Cosmos Hub од лева страна roadmap и може да погледнете се што опфаќаат новите апгрейди. Сега следно што треба да разгледаме е во кој циклус се наоѓаме. Значи јас овдека би направил една кратка техничка анализа во однос на тоа што го имаме, значи овој кој нас не е анализиран уште многу одамна, со тоа што прво ќе се вратиме на месечно ниво и ќе видиме дека навистина, значи гледате, ова се, ако ги погледнете, значи ние претходно ги имаме анализирано овие коини и токени, значи ова се уште од тоа се пред неколку месеци направени анализи, каде што ние утврдивме дека ова би било најдобрата зона на акумулација, каде што точно се наоѓаме. Зошто е тоа така?
Значи затоа што ова се уствари претходниот bull market и неговиот почет во 2020 година, каде што сме оформиле два врва кои што моментално представува многу силна поддршка на цената на Атом и моментално гледаме дека точно во тој сегмент и се држи цената на Атом, каде што јас се уште верувам дека е многу добра опција за купување, но ќе почекам се додека не утврдиме биткоин, но како што кажавме за да го диверзифицираме нашето портфолио, но верувајте ми, ова е еден од оние кои што навистина сакаме да ги имаме и гледате дека се уште сме далеку од пресврт на market cap на MACD, така да тоа е една од првите, како што рековме, ако се сеќавате, моменти кои што ќе ни кажат дека навистина сме го завршиле биткоин дното. Сега проблемот е што најчесто кога веќе ќе го завршиме биткоин дното, ќе испуштиме некоја од основните добивки кои што би ги имале потенцијално со овој коин, затоа и размислуваме дали треба следните можеби да бидат внесени оние 20% кои што ни се преостанати во Chainlink и Cosmos, например, или некои други проекти, но нели, постепено ќе одлучиме и за тоа, ќе бидете известени. Како и да е, на неделно ниво гледаме дека точно се наоѓаме во тој момент на акумулационо поле, каде што претходниот ритест на ова поле ни покажува дека на вистина овде ќе биде главното акумулирање пред следниот bull market, барем според нас, со тоа што се наоѓаме под овој триаголник од кој што излеговме со овој пат и моментално гледаме дека имаме 1, 2, 3, овој е веќе трет ритест на овој долен тренд кој што го имаме од горната страна на триаголникот. Останува да видиме дали истиот ќе биде пробиен, но не заборавајте дека ова е точно под bull market support бендот, така да ќе треба време пред да успееме да го пробиеме, со тоа што на неделно ниво ова е многу добар знак кога е веќе потврдена промената на MACD на нагорна линија, но повторно, значи имаме добри вести, но имаме и лоши вести на пазарот, се уште не сме надвор од потенцијално ново дно, со оглед на фактот дека се уште има одредени black swan евенти кои што може да се случат во блиска иднина. Така да затоа и не брзаме со акумулирање и децентрализација, диверзификација на нашето портфолио. Сега, повторно, не сме во памп, значи ако вие сакате да инвестирате, мене ако ме прашувате, ова е можеби една од подобрите опции кои би можеле да инвестирате. Тоа е на наш останува што се уште не сакаме да влеземе во овие проекти поради тоа што сме на некој начин можеби се уште несигурни за тоа дали сме утврдиле дно. Но како и да е, како што гледате овдека, една година пред халвинг и халвинг ќе биде фактички оној постепен раст пред најбулиш моментот кој што го очекуваме и можеби нов, парем очекуваме за овој проект нов all time high, а тоа е од $46 претходни, што верувам дека не би било тешко со оглед на фактот дека станува збор за само 4x од овој момент, така да за овој проект ја мислам дека тоа би било доста можно, а верувам и за многу повеќе од претходниот all time high. Сега, вести за проектот во следниот период и партнерство. Значи за Космос самиот по себе во овој период на вистина не успеав да најдам многу вести, најдов една да речам, каде што Osmosis е една од оние DEX децентрализирани ексченџи на самиот Космос, каде што моментално, че ова е буквално нова вест, интересна работа што досега не сме видел, прават stable swap, тоа е уствари на децентрализираната менувачница, прават посебна категорија каде што ќе може да се разменуваат различни видови на stable коини, доста интересно. На некој начин ова е прва од ваков тип услуга на целиот екосистем на Космос, што е нешто интересно. Јас навистина досега не сум видел исклучиво за stable коини, тоа е нешто ново. Успеав да исклучам, како и да е. Имаше уште една вест која што велеше дали Космос е Ethereum килер. Значи, јас моментално сите овие, како да кажам, трибализации на Ethereum килер, на не знам, како и да е. Идејата е, значи Ethereum килер значи дека истиот би го заменил Ethereum по market cap и по активност и по број на проекти и по големина на екосистем и слично. Значи јас тоа не го гледам така. Зошто? Самиот Ethereum, како што може да видиме, и Ethereum и Космос имаат свој екосистем. Но од друга страна, идејата на Космос е многу поинака од она на Ethereum. Ethereum сам по себе и понатаму се фокусира на развивање на својот екосистем, развивање на трансакциите, на scalability, на сето она што моментално може да го понуди на својот екосистем. Додека за разлика од тоа Космос се обидува да развие инфраструктура за сите овие екосистеми да може да бидат поврзани помеѓу себе и со тоа гледаме дека овде ќе имаме огромен број на партнерства од кои што претпоставувам дека поголемиот дел можеби не ги знаете, но како и да има имиња кои што не може да не ги знаете, како што е Matic Polygon, REN исто така. Значи
може да разгледате овдека има доста партнерства, иако ова не е најнова, да речем, гледате, со оглед на фактот дека го има Тера Луна, сигурно не е најнова слика, но за жал немаше нова слика со која што можам да се пофалам и да ви покажам. Јас мислам дека заради тоа што не се наоѓаме во бул маркет, па затоа и некој не се потрудил да направи, но како и да е, самиот Космос, Атом и понатаму продолжува со работа. Значи, мртви проекти може да познаете одма по нивниот roadmap. Значи, кога ќе видите дека roadmapот запира и дека нема понатамошни развивања, или пак кога ќе видите дека девелоперите се заменуваат, менеджмент тимот се растура, некој од менеджерите заминал, CEO, CFO заминал од овој проект, тоа е веќе проблем. Но во оваа ситуација јас не гледам проблем, гледам дека и понатаму истиот продолжува да работи и да се развива. И повторно, не го гледам како Ethereum Clair, јас гледам како блокчейн кој што ќе работи напоредно заедно со Ethereum и кој што ќе овозможи на Ethereum да расте повеќе и Ethereum да овозможи на Космос да расте повеќе, со оглед на фактот дека истите не се, како да кажам, конкретно со иста цел. Значи, двата имаат различна цел која што моментално се обидуваат да ја остварат и поради тоа верувам дека ќе има соработка, а не компетитивност во оваа ситуација. Сега, пак, значи, активни вести нема, јас навистина проверив и тоа на неколку агрегатори, проверив генерално на Google, ако можем да најдем нешто, најчесто станува збор за вести од типот на знаете ли каде ќе отиде Космос или дали ово добро време да купите, што нема логика да го обработуваме. Мислам дека полека стануваме доста способни да утврдиме дали треба да купиме или не самостојно како заедница на нашиот канал. Сега, поврзано со кривични судски одлуки, нема ништо такво, значи тоа барем од моја страна е проверено, пак ќе кажам нешто ако сум промашил, ќе ве замолам, слободно во било кое време, значи коригирајте ме, пратете порака, јас ќе нели, ако треба ќе го официализирам тоа на некој од следните видеа, доколку нешто сум погрешил или пак не сум знаел. Токеномија. Сега, тип на блокчейн самиот по себе, како што кажавме, значи истиот е proof of stake. Значи, Космос самиот по себе представува proof of stake, стандарден proof of stake механизам, што е значи доста зелен, во оваа ситуација е доста битно, со оглед на фактот дека овој блокчейн не бара премногу електрична енергија за да биде воден, да биде осигуран, со тоа што има моментално 175 валидатори кои што работат на Космос мрежата и може да правите практично стейкинг на овие валидатори. Фактички вие кога го стейкате вашиот Космос е доделен на овие валидатори со цел и понатаму да имаат стейк и да осигуруваат трансакции на Космос мрежата, со тоа што значи, на истиот Космос Hub, каде што ви го покажав основната страна, од лева страна може да погледнете делегатори и валидатори и на валидатор, гледате, значи може да погледнете како да направите свој валидатор, доколку имате желба за тоа, каде што ќе може за валидирање на трансакциите на Космос да добивате награда во Атом. Така да, ова е доколку некој од вас има желба да стане валидатор, значи тоа е оној дел од нашиот канал кој што се уште не е развиен за жал, каде што ќе гледаме да почнеме ваков тип на валидатори, но во Малта моментално со нашата стамбена ситуација е малку невозможно со оглед на фактот дека не сакате додека сте негде под заем да имате соба полна со компјутери кои што работат во туѓа недвижност, така да кога ќе дојде момент да имаме своја недвижност, тогаш ќе развиеме и уште еден ваков дел, тоа е со сигурност. Тоа е уствари втори дел кој што сакаме навистина да го развиеме, каде што ќе можеме да представиме видеа за тоа каков тип на валидатори, нодови имаме, майнинг ригови и слично, но за тоа за жал сега моментално не можеме да разговараме, како и да е, ова е доколку вие имате простор, време и средства, може да направите собствен валидатор кој што ќе ви носи дополнително пасив инкам. Сега, тип на блокчейн, додека во оваа ситуација треба да поразговараме и за залиха, и каква е моментално неговата ситуација со залихата, со тоа што прво ќе почнем од ситуација во која што е објаснето дека уште на самиот почеток, значи гледаме како бил распределен самиот коин, значи 7,1 е даден, че ова е практично самото ICO. 7,1 е даден на early adapters, значи во оваа ситуација оние кои што биле гледат, значи seed contributors 5% и early adopters 7%, тоа се ствари оние први кои што влегле во самиот проект, што додека истиот не е гледате, 2017, да тоа и ви реков, значи што 2017 почнува со работа,
но официјално гледам дека 2019 влегува на пазарот, така речено. Со тоа што нели, ова се фактички првите токени кои што се дадени од првиот минт, потоа 6 и 7 се дадени со ICO, на сите оние кои што сакаат да купат нормално, 10% се дадени на самиот тим, и уште 10% се дадени, сега, тоа е интересно, што самиот Атом работи заедно со Tendermint, тоа е како втора компанија која што помага во дел од софтверот. Сега не е битно да навлегуваме толку многу, но по 10% се поделени фактички на двата делови од овој тим, да речем, што не е многу, ако ме прашувате 20% не е воопште многу. Сега, интересно е тоа што кога веќе разговараме за Космос, моментално, значи ако го погледнеме на ова прво да спомнам. Значи Atom Scan е страната на која што може да ги проверите сите трансакции во однос на самиот Атом и на сите проекти на Атом. Значи во search барот само треба да напишете Атом, Космос и ќе ви го даде како проект, со тоа што буквално може да погледнете се. Од тоа колку има, значи моментално изминтано, колку е инфлацијата, колку е цената, се може да погледнете, гледате. Значи последни трансакции, блокови, валидатори и слично, со тоа што многу интересен факт овдека кој што треба да погледнеме, гледате. 62,6% од Атом е моментално под стейк. Тоа е тоа што јас ви го кажав дека ако веќе имате Атом, гледајте да ви биде под стейк, не на Binance, не на Kraken, туку да ви биде под стейк на Hard Wallet, каде што вие добивате награда за вашиот коин кој што ви е под стейк. Значи тоа е многу добра работа, затоа и како што може да видиме овдека, доколку погледнеме децентрализација на токенот, значи можеме да видиме дека околу 67% тоа се фактички под стейк. И само еден wallet поседува многу голема количина од 8, односно 9%, што јас искрено не знам чие, но освен тој wallet кој што е потенцијално проблем, натаму можеме да видиме дека имаме доста добра децентрализација, значи ова се топ walletите кои што поседуваат Атом. Значи ова со оглед на фактот дека станува збор за 9%, јас верувам дека е валјда Treasury, самата компанија. Со оглед на фактот дека ако гледате во оваа ситуација добиле двете по 10%, јас верувам дека ова е една од тие, еден дел од тимот или Treasury-то на самиот Атом, додека ова е многу добро, со оглед на фактот дека 67% од токените се заклучени во стейкинг. Тоа е многу добра работа и покажува за голема стабилност, затоа што ова се луѓе кои што не сакаат да се откажат и кои што нели го чуваат овој токен на долги стази, со тоа што останатите wallet гледаме дека се незначителни и дека не може да направат голема промена доколку направат дамп на пазарот во однос на овој проект, што е доста добро. Значи, гледате, овој дел е комплетно супер. Со исклучок на фактот дека има голема инфлација, но доколку го стейкате, ќе намалите дел од инфлацијата, баш ме интересира колку моментално е. Значи, Atom Staking Rewards. Значи да видиме колку е моментално. Само момент. Добро. Прост пример, значи на Ledger моментално околу 20% добивате практично во стейкинг на годишно ниво, доколку го стейкате цела година. Значи тоа сакам да го проверам за вас. Значи максимално е 20% минус validator fees, како што реков, значи вие фактички ги давате на некој од валидаторите да ги користи со цел да може и понатаму да држи самата Космос мрежа сигурна, така да во оваа ситуација 20%, а станува збор за инфлација од колку и да беше ова, 14, така 14,2 е супер, со оглед на фактот дека вие пак ќе бидете со 6% во дефлација, односно ќе имате 6% профит ако не ги извадите овие коини во текот на една година, што е доста добро ако мене ме прашувате, така да и тој дел да речеме позитивен во оваа ситуација. И проверка на најголемите новчаници, тоа ќе го направивме, така да пак во однос на фактот дека се уште немаат солуција за нивната инфлација, но тоа го решаваат со стейкинг, значи вие ако стейкате и понатаму ќе бидете во позитива, и да не забораваме дека како таков проект се доста уникатни. Значи, со оглед на фактот да ги помираме сите овие точки, јас можам да заклучам дека е повторно еден од најдобрите проекти кои што може да го имате моментално на пазарот, со оглед на фактот дека ги задоволува горе-доле, барем според нас, сите критериуми кои што ги погледнавме на оваа листа. И јас искрено, пак ќе кажам, е еден од оние проекти кои што на вистина сакаме да го имаме во нашето портфолио. Сега, пред да завршам видео, сакам да напоменам дека значи
диверзификација на портфолио е една работа, но да си дозволите да посетувате по 2 коини од сите топ 100 е друга работа. Значи, проблемот е што мора да најдете баланс помеѓу диверзификација и количина која што ја имате инвестирано во еден проект. Затоа што, за жал, не можете да добиете добар профит доколку вашата диверзификација е премногу мала, е премногу голема. Значи, сакам да кажам, значи, вие ако имате не знам, $10 во Ethereum, $10 во Cardano, $10 во Solana, $10 во Polkadot и така натаму, вие не може да очекувате голем профит со оглед на фактот дека од $10 и да имате 3x ќе добиете $30. Поентата е некогаш треба да се фокусирате на еден проект кој што знаете дека навистина дека има потенцијал, значи треба да направите баланс помеѓу количината која што имате да инвестирате и проектите, односно бројот на проекти кои што го имате моментално во вашето портфолио, така да не правите преголема диверзификација, значи мора да се ориентирате секогаш во однос на сумата која што имате да инвестирате. Така да поради ова, значи доколку правите диверзификација, правете го тоа само во однос на тоа колку можете вие или колку може да си дозволите да инвестирате со цел да имате солидна соодветна инвестиција во проектите кои што навистина ги сакате на овој пазар. Така да затоа, значи понатаму ќе разговараме во однос на структура на портфолио и нели што ние мислиме дека е паметно, со оглед на фактот дека секој има различен да речем момент во однос на колку може да инвестира, но секогаш имајте го тоа во предвид дека преголема диверсификација е исто така многу лошо, затоа што ќе дојде ситуација во која што ќе имате многу солиден процент на раст на некои од проектите кои што го имате во вашето портфолио, но вашата инвестиција е премногу мала за навистина да имате добар профит. Така да и тоа е интересна работа која што треба да земете во предвид. И нормално, како и секогаш, значи гледате дека активно и постојано работиме на ваше едуцирање, гледате дека постојано имаме нови интересни содржини, како заедница јас мислам дека и понатаму продолжуваме да растеме и се додека нашата заедница работи со нас ќе продолжи и нашиот канал. Како и секогаш вие сте наша реклама, значи доколку ви се допаѓа нашата работа, слободно препорачајте ја, а во меѓувреме може да ги следите нашите содржини и нашите идни содржини преку следење на нашите социјални мрежи, кои што може да ги најдете во дескрипцијата на ова видео. Моментално имаме Facebook страна, имаме значи YouTube каналот самиот по себе, како и може да не најдете на Instagram. Така да, како и секогаш, се надевам дека сте задоволни од нашата работа. Се гледаме во следното видео. Имајте поздрав од Криптогемиџија.